Минута и 46 секунди до крајот на надпреварот. Детройт има 3 поени предност, 85 спрема 82 и топка во своји раце. Линдси Хантер го предводи нападот на Пистонси. Джо Думарс агресивни, брзи во одбраната Минесота. Да видиме. Грент Хил против Кевин Гарнет. Хил нема каде да мине. Брајан Вилијамс не успева да погоди и скок на ветеранот Тери Портер. Еве сега шанса за Минесота да се доближи до резултатот на Детройт. Не успева Стефон Марбери. И срекно топката дојде до Том Хемонс. Само поен предност за Детройт. Ја имаше во рацете Джером Вилијамс, меѓутоа ја испушти. И сега 85-84. Грент Хил повторно. Вилијамс против Сем Мичел. Джо Думарс бара да му биде додадена оваа топка. Ништо од тоа. Брајан Вилијамс оди кон кошот, упати удар и успева да погоди. Многу тешок шут, нешто како полухорок од зад таблата, меѓутоа успеа да погоди. Марбери. Последни 40 на секунди. Марбери насила под кошот, фаулиран и кошот ке важи. Стефон Марбери со сила се проби во рекетот. Никој не дојде да му помогне на Линдси Хантер. Еве да видиме уште еднаш. Еден ролинг и немаше помош од соиграч, а Линдси Хантер повеќе невнимателно отколку намерно направи лична грешка. Еве можност за израмнување на резултатот. Прецизен е Стефон Марбери. Нема тајмаут за Детройт, сепак ќе има, треба само да се пренесе топката на спротивната страна. И овации за Стефон Марбери и за Минесота Тимбервулвс. Детройт Пистонс немаше голема предност во текот на надпреварот, меѓутоа постојано ја држеше. Во самиот финиш еве Минесота израмнува. Грент Хил. Хил на дриблинг, шут од табла непрецизен. Брајан Вилијамс се фаулиран. На 26 секунди до крајот на надпреварот. Брајан Вилијамс ќе оди на линијата за слободни фрлања. Грент Хил ја навлече одбраната на Минесота на себе. Не успеа да погоди при овој обид. Убав дриблинг. И му попречи тамо Кевин Гарнет. А Брајан Вилијамс беше повисоко Стенли Робертс, па теми фаулиран од него. Значи, две слободни фрлања за Брајан Вилијамс во самиот финиш од надпреварот и при израмнет резултат. Не му затрепери раката. Инаку интересно, татко му на Брајан Вилијамс е еден од петмината од славните плетерси. А и Брајан Вилијамс е талентиран за музика, инаку свири на труба. Два пати прецизен и два поени предност за Детройт Пистонс. Сега тајмаут за Флип Сандерс. Да видиме. Стефон Марбери. Марбери на влез. Не успева да погоди и Чероки Паркс од одбојка ја уфрли топката во кошот, меѓутоа има уште доволно време за Детройт Пистонс. Сега му е ред на Алвин Джентри да бара тајмаут. Еве поддршка за Чероки Паркс. Интересно, ова се првите поени за него на надпреварот. Во вистинско време за неговиот тим, за Минесота Тимбервулвс. Сосема доволно време за Детройт Пистонс. Гледате нецели 15 секунди. Расположени за игра се и Грент Хил, и Брајан Вилијамс, и Джо Думарс. Неколку решенија преку кого да се оди во последниот напад. Думарс до Хил. Хил против Гарнет. Брајан Вилијамс добива топка против Том Хемонс. Загубена е оваа топка и да видиме сега. Ако ја имаше во рацете Том Хемонс, ми се чини дека навреме Стефон Марбери побара тајмаут и во таков случај последниот напад на надпреварот ќе го има екипата на Минесота Тимбервулвс. Еве да видиме уште еднаш. Брајан Вилијамс ја зазеде својата позиција. Се обиде да ја симне на паркетот за да го мине Хемонс, но Хемонс беше премногу блиску до него
и нема простор каде да се мине. Интересно е да видиме само уште колку време остана до крајот, а јасно е дека топката ќе им припадне на кошаркарите на Минесота Тимбервулфс. Еве реакцијата и на Флип Сандерс. Го гледаме Брайан Вилијамс. Реков веќе, лани беше првак со Чикаго и некако нелогично дојде неговото заминување во Детройт Пистонс, меѓутоа јасно е дека се работи за поголема сума понудени пари за годишен договор. Инаку Брайан Вилијамс без друго е крилен центар, меѓутоа во ситуација кога Детройт Пистонс го има само ветеранот Рик Махорн на таа позиција, Брайан Вилијамс принудно игра како стартен центар. Го гледаме Джо Думарс. 89-та година беше прогласен за MVP на финалето. Тогаш Детройт ги совлада Лейкерси со 4:0, а 90-та година, се сеќавате, против Портланд во финалето беше 4:1 за Детройт. И натаму Брайан Вилијамс, човекот кој што ја пропушти шансата да донесе победа за Детройт во финишот од надпреварот, во центарот на вниманието. Овој позади Ентони Пилер, кошаркарот кој што, реков веќе, беше доведен од Ванкувер во текот на оваа сезона. И да видиме сега тренерот на Минесота, Флип Сандерс, каква игра постави за овие нецели 2 секунди до крајот на надпреварот. Веројатно ќе има шут од одбојка, иако 2 секунди не се малку време. Во NBA е пресметано дека најкусото можно време да се упати удар се 0,3 десети делови од секундата, и од тој аспект овие 2 секунди се многу време. Време во кое може дури и да се спушти топката на паркетот пред да се упати удар. Но да видиме. Значи, Минесота на нецели 2 секунди до крајот го има последниот напад и шут, евентуално шут за победа. Ова е Алвин Джентри. Реков веќе, дојде на местото на Дак Колинс, кому му беше и помошник. И да видиме, двајца слободни играчи. На десната страна Стефон Марбери е изборот, меѓутоа не успева да погоди. 89-89 ќе има продолжение на надпреварот. Минесота Тимбервулфс имаат еден од најдобрите напади во лигата. Нивните просечни 101 поен по надпревар ги сместија на второто место на листата тимови што во просек постигнуваат најмногу кошеви по надпревар, веднаш зад Лос Анџелес Лейкерс. Crossover move by Penny Hardaway. 360 turn in the air, and Iverson with a jam. He can't miss. Wow, he is on fire. That was a big-time move. Incredible. That was spectacular. Мирис што ги блокира женските мисли. Sensational shot by Grant. Gary cuts between defenders, finger rolls it in. The ball man delivers. Oh man! Oh man! Here comes Kidd all the way. That's a highlight.
И одиме сега со продолжението, значи 89-89, дополнителни 5 минути за победник на овој дуел меѓу Детройт Пистонс и Минесота Тимбервулфс. Видовме каков е скорот на двата тима во продолженијата, во надпреварите со продолжение оваа сезона, а првиот напад во продолжението го има тимот на Детройт. Грент Хил во улога на плеймейкер, а сега Џо Думарс. Думарс против Тери Портер, блок поставува Брајан Вилијамс и да видиме, ќе има лична грешка. Од кого? Од Тери Портер. Тоа е оној hand checking фаул што беше воведен во лигата пред 3 сезони, 3 односно 4 сезони. Нови 24 секунди за тимот на Детройт. Џо Думарс оставен е, игра 1 на 1. Еве сега доаѓа на помош и Том Хемонс. Грент Хил на влез, не успева да погоди и убав скок на Том Хемонс. Одлично ја собра оваа топка. Стефон Марбери. Ги чекаме првите поени во продолжението за еден од тимовите. Марбери. Удвоен од Джером Вилијамс, да видиме. И натаму Марбери. Хемонс бие со истекот на последната секунда за овој напад. Том Хемонс, ветеранот Хемонс. Минесота има 2 поени предност и истече 1 минута од продолжението. Хил. Линдзи Хантер. И ова е тројка на Линдзи Хантер. Сега поен предност за Детройт. Марбери. Портер не успева да врати со иста мерка и сега Линдзи Хантер е фаулиран од Стефон Марбери. Пред почетокот на оваа сезона потпиша нов повеќе годишен договор со Детройт, од кој за оваа сезона Линдзи Хантер ќе добие 2,7 милиони долари. Го видовме Флип Сандерс, реко веќе 2 пати беше прогласен за тренер на годината во CBA и 2 пати беше првак со својот тим Лакрос на CBA лигата. Хантер, нов обид на Хантер и 5 поени поред на плеймейкерот на Детройт, 3 поени предност за гостинскиот тим. Марбери. Игра 1 на 1 против Линдзи Хантер и на крајот лична грешка. Задосни со удвојувањето Джером Вилијамс и Линдзи Хантер уште еднаш прави лична грешка над Стефон Марбери. Ке имали слободни фрлања, не е топка од страна и нови 24 секунди за Минесота во ситуација кога Детройт има 3 поени предност. Во тек е продолжението на оваа средба. Том Хемонс, Кевин Гарнет, Портер и натаму Портер. Пресечена е оваа топка, ова додавање до Хемонс. Тоа беше обид да се искористи удвојувањето врз Тери Портер, неуспешно. Еве можност за Детройт да ја зголеми предноста. И натаму Линдзи Хантер, нов негов обид. Овој пат не успеа и лесна топка за Тери Портер. Марбери до Кевин Гарнет, успеа да ја спаси оваа топка, ова додавање Кевин Гарнет и преку Джером Вилијамс постигнува кош. Изворедно темпераментен Гарнет ја намалува предноста на Детройт на само 1 поен. Думарс се мести, време е да се упати удар, со скок наназад, Думарс кусо, Джером Вилијамс со офанзивен скок покрај Кевин Гарнет, успеа да ја врати топката во обрачот, во кошот. Се играат последните 2 минути од продолжението. Марбери навлез на сила и повторно е фаулиран. Чинам дека овде судиите сгрешија, Марбери некако на недозволен начин си правеше простор да упати удар. Ова е претходното додавање до Кевин Гарнет. Убаво се снајде Гарнет и не му беше тешко таа близина да го погоди кошот. А ова е наспротивната страна
Джером Вилијамс, кој што претходно беше инфериорен во дуелот со Гарнет, сега врати со поени од офанзивен скок. Рик Махорн го гледаме како стои. А Линдси Хантер е повлечен на клупата со 14 поени и 9 асистенции. Ова беше негова шеста лична грешка. Стефан Марбери на линијата за слободни фрлања. Убав лак има оваа топка при шутирањето на Стефан Марбери. Убава висока парабола, меѓутоа овој пат Марбери непрецизен. Уште еднаш. И во вториот обид нема кош. Грент Хил ја собра оваа топка. Нешто преку 100 секунди до крајот на продолжението. Думарс сугерираше тамо Флип Сандерс дека Грент Хил предолго ја чуваше оваа топка на својата половина, мораше претходно да ја пренесе на противничката и судиите ја прифатија таа сугестија, одземена е топката, напад за Минесота Тимбервулс. Токму Гарнет ќе ја уфрли топката во игра. Марбери. Чуване од Джери Стакаус, кој што влезе на местото на Линдси Хантер. Сега Џо Думарс ќе ја превземе плеймейкерската улога. Гарнет. Гарнет. Прекрасни поени на Кевин Гарнет. 4 поред за него. Во финишот на надпреварот, во финишот на продолжението. И само поен предност за Детройт. Джером Вилијамс имаше проблем и Џо Думарс. Еве уште еднаш Вилијамс. Вилијамс оди сам кон кошот и фаулиране од Сем Мичел. Ке ги видиме уште еднаш поените на Кевин Гарнет. Убав дриблинг, долг чекор, висок шут и едноставно неодбранливо. Джером Вилијамс оди на линијата за слободни фрлања, 25 годишен, 209 сантиметри, ова му е втора NBA сезона. Беше избран како 26-ти пик на драфтот 96-та од Детройт Пистонс. 62% шут има од линијата за слободни фрлања. Во вториот обид непрецизен. Стефан Марбери од голема далечина погодува тројка. 98-98 е резултатот. Каков само дрзок шут на Стефан Марбери. Меѓутоа овој пат се исплатеше и сега Детройт се решава на тајмаут. 98-98. Последни 40 секунди останува истиот резултат. Минесота сега оди во напад. Марбери уште еднаш. Марбери против Думарс. Марбери, нема лична грешка, има кош. Стефан Марбери против Џо Думарс. Очигледно дека во финишот има повеќе сила, повеќе желба да го добие овој дуел и да излезе како победник. Но да видиме, Думарс, Хил. Последни 20 секунди од продолжението. И натаму Грент Хил, Том Хемонд се до него. Хил навлез. Хил од табла, меѓутоа Брајан Вилијамс го израмнува резултатот со забивање од одбојка. 100-100, 14 секунди до крајот. Портер. Меч топка за Минесота Тимбервулс. Публиката на нозе, Стефан Марбери тргнува кон кошот. Марбери нема кош, Брајан Вилијамс и завршува продолжението.
момче, тоа е Грент Хил. Грент Хил пие спрайт. Грент Хил пие спрайт. Ако сакаш да играш во НБА, вежбај. Ако сакаш освежителен пијалак, покории се над својата жена. Спрајт. Одиме со второто продолжение во оваа војна меѓу Детройт Пистонс и Минесота Тимбервулвс. Гледате истиот резултат 100:100. Џо Думарс погодува сепак само за 2 поени и го доведува Детройт Пистонс во водство. Стефон Марбери. Сем Мичел против Грент Хил. Мичел поголема маса, повеќе сила кај него и од одбојка Том Хемонс. Навремен скок, искусниот Том Хемонс успева да го израмни резултатот. 31 годишен, 209 сантиметри, ова му е 10-та NBA сезона. Хил од место преку Гарнет, одличен скок шут, без многу размислување, забележа дека има доволно простор да упати удар преку Кевин Гарнет, кој што беше нешто подалеку од него. Марбери. Мичел погодува. Ветераните на Минесота ја превземаат работата во своји раце. Претходно Хемонс, сега Сем Мичел. Думарс. Хил. Вилијамс, одлично до Джером Вилијамс, не успеа да погоди. Хемонс, Марбери. Полуконтра на Минесота, да видиме. Марбери ќе ги сочека со играчите. И сега мирен напад на домашниот тим. Марбери против Джери Стакаус. Гарнет под кошот, Гарнет. Офанзивен скок и на крајот поени на Кевин Гарнет. Изворено долги раце, чувство за простор, чувство каде ќе се одбие топката и сето тоа овој пат го преточи во кош. Хил. И натаму Хил има простор за шут и повторно безпрекорен во шутот. Без коски, 100% прецизен преку Кевин Гарнет. Резултатот израмне, 2,5 минути до крајот. Марбери насила и повторно ефикасно. Умее да си создаде простор со телото, има извореден скок и од ова близина не му беше тешко да поентира. Повторно има Минесота 2 поени предност. Хил во сендвич, фаулиран. Вистинско шоу на Грент Хил во нападот. Сите поени во продолжението, освен првите кои ги постигна Думарс,
дојдоа преку Грент Хил, а видовме уште еднаш на каков начин си обезбеди простор и чиста позиција за шут Стефон Марбери. 23 поени, 10 асистенции. И Хил најпосле промашува во второ продолжение. Го гледаме Алвин Джентри. 18 поени, 5 скока, 7 асистенции на Грент Хил со не баш висок процент на шут од поле. Ова беше негов 19 поен. Минесота има кош предност, се играат последните 2 минути од второто продолжение. Марбери. Портер. Уште еднаш Марбери. Марбери за тројка. Прецизен е Стефон Марбери. И во финишот на првото продолжение на истоветен начин постигна тројка во клучниот момент. И сега 110 спрема 108 за Минесота. Одиме на 18 секунди до крајот, го гледате резултатот. Двата тима по 113 поени. Нападот е за домашниот тим Минесота Тимбервулс, а забележувате Детройт ја поставува својата одбрана веќе на противничката половина. Стефон Марбери во овие моменти треба да биде клучниот човек, да ја пренесе топката, да навлече на себе. И дали ова последниот напад и последниот шут во продолжението и на надпреварот. Подсетувам, се работи за второ продолжение. Марбери. Гарнет од крилна позиција погодува на секунда и 200 до крајот. Тандемот на иднината и на Минесота Тимбервулфс по се изгледа става точка на оваа средба. Реко веќе Стефон Марбери ги навлече на себе противничките кошаркари. Убава позиција фати тамо на крило Кевин Гарнет. Навремено беше проигран и прецизен шут. Гледате задоволство меѓу овие две NBA звезди. Реко веќе Стефон Марбери е еден од најдобрите плеймейкери во западната конференција. Според Кевин Гарнет слушнавме играч кој што заслужува да се најде и на All-Star надпреварот, а Кевин Гарнет е веќе потврден квалитетен кошаркар и идна голема звезда на NBA и на Минесота Тимбервулфс. Сега да видиме Детройт во незавидна позиција. Само нешто преку една секунда до крајот треба да се постави напад за да се изфрли топката веднаш штом ќе се прими. Тоа не е нималку лесно, меѓутоа честопати сме биле сведоци дека токму на таков начин NBA тимовите обезбедуваат победа или во случајов продолжение. Ова е едно тактичко надмудрување на тренерите, треба да се постави одбраната на вистински начин од страна на Фил Сандерс. Алвин Джентри пак има друга задача, да постави неколку опции во нападот и каде да биде додадена топката и да реши конечно кој и ќе го упати тој последен удар. Завршува тајмаутот, се враќаат кошаркарите на теренот, да видиме какво ќе биде решението на Детройт. Секунда и 200 до крајот. Минесота има 2 поени предност, 115 спрема 113. И сега да видиме. Топката во игра, треба интересно да ја уфрли токму Грент Хил. Не доаѓа воопшто до Брајан Вилијамс и тоа е крај и победа по 2 продолжение на Минесота Тимбервулфс со 115 спрема 113. На крајот нормално следи статистика од овој возбудлив надпревар. Детройт погоди 43 од 91 обид од поле, а Минесота 47 од 103. Минесота беше подобра и во скокот со 52 наспроти 44 фатени топки, а за тројка гостите погодија 5 од 11 наспроти 5 од 15 на домашниот тим.
Тоа беше се за денешниот надпревар на неделата. Благодарам за вниманието и останете и понатаму со програмата на А1. Пријатно!